Денес православната црква ги празнува светиот апостол Тадеј, светата маченичка Васа со незините деца, Теогни, Агапи и Пист и светите праоци Авраам, Исак и Јаков. Светиот апостол Тадеј, еден од 70-мината, но не оној Тадеј кој бил еден од 12 апостоли. Светиот Тадеј прво го видел и го чул Јована Крстителот и примил крштение од него, а потоа го видел Господа Исуса и го следел. Господ го вброил во 70 помали апостоли, кои ги испратил двајца по двајца пред лицето свое. По своето славно воскресение и вознесение, Господ го испратил Тадеја во Едеса, неговото родно место, а според своето ветување на кнезот Авгар, кое Господ му го дал кога му го испратил убрусот со ликот свој. Со целивањето на тој убрус, Авгар бил исцелен од губата, но не сосема. Малку губа му останала уште на лицето. Кога светиот Тадеј му се јавил на Авгара, овој го примил со голема радост. Апостолот Христов го поучил на верата Христова и потоа го крстил. Кога крстениот Авгар излегувал од водата, паднал и остатокот од губата од него и потполно оздравел. Прославувајќи го Бога, кнезот Авгар сакал и неговиот народ да го познае вистинскиот Бог и да го прослави. И кнезот ги повикал сите граѓани на Едеса пред апостолот Свети Тадеј да ја чујат проповедта за Христа. Слушнувајќи ги апостолските зборови и видувајќи го својот кнез чудесно исцелен, луѓето ги отфрлили идолите и нечистото живење. Ја примиле верата Христова и се крстиле. И така градот Едеса се просветлил со верата Христова. Кнезот Авгар изнесол многу злато и му го понудил на апостолот, но Тадеј му рекол: кога своето го оставаме, како туѓо да примаме. И светиот Тадеј го проповедал Евангелието по Сирија и Феникија. Се упокоил во Господа во градот Вирит Феникиски. Светата маченичка Васа со незините деца, Теогни, Агапи и Пист. Васа му била жена на некој идолски гадач, но таа била тајна христијанка. Своите синови ги воспитувала во христијански дух. Самиот маж ја намразил поради верата и му ја предал на судијата на мачење заедно со синовите. После острите маки, незините синови биле со меч исечени. Васа била радосна што ги видела своите синови, како честно го завршиле својот маченички подвиг за Христа. И самата со уште поголема волја пошла од мака на мака. Кога ја фрлиле во морето, ангели се појавиле и ја одвеле до еден остров во мраморното море, каде што била со меч исечена, во времето на Максимијан. Така светата Васа двојно се удостоила со царството Христово и како маченичка и како мајка на маченици. Светите праотци Авраам, Исак и Јаков се споменуваат и во неделата на праотците пред Божик како праведници и угодници Божји. To